Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Денес накусо ќе зборуваме за бракот, односно што учи Библијата за бракот. Божествениот устав за бракот е запишен во првата книга на Мојсеј, 2 глава, 23 и 24 стих. Таму се вели вака: Тогаш човекот рече: сега најпосле тоа е коска од моите коски и месо од моето месо. Нека биде наречена жена, зашто е земена од мажот. Затоа човекот ќе ги остави татка си и мајка си и ќе се прилепи кон својата жена, и тие ќе станат едно тело. Бог го создаде човекот, тоа е Адам, а потоа ја создаде и жената, тоа е Ева, од коските на неговите коски. Од библискиот извештај знаеме дека Бог му зеде ребро на мажот и од реброто што го зеде ја направи жената, ја создаде. Човекот на сите животни им стави имења, но не се најде помошник за него како што е тој. Зборот помошник во Библијата, кога се однесува за бракот, значи како што е во оригиналниот хебрејскиот јазик, е само еден збор и се вика езер, и значи обкружен, заштитен, или помош, или појачување. Тоа би значело: Ева ќе биде појачување и олеснување за мажот. Ева е создадена или направена да биде со Адам како негова друга половина. Новиот Завет дава опомена за ова единство. Велејќи вака: затоа не се веќе двајца, туку едно тело. И така, тоа што Бог го соединил, човекот да не го разделува. Човекот не смее да го разделува бракот. Апостол Павле напиша неколку писма во врска со овие прашања за бракот и начинот на кој нановородениот или нановородените верници треба да живеат во брачната врска. Подетално е запишено во 1 Коринтјаните 7 глава и во Ефесјаните 5 глава. Таму се опишани детали на кој начин функционира бракот и како да се биде угоден на Бог, не прекршувајќи го тој свет устав. Во Ефесјаните, например, во посланието до Ефесјаните, се зборува за успешноста на библискиот брак. Таму се вели дека жената треба да се покорува на мажот како на Господ, зашто мажот е глава на жената, како што е Христос глава на црквата. Тој е спасител на своето тело, црквата. Потоа ја допира етичката страна на бракот, велејќи: мажи, любете ги своите жени како што и Христос ја любеше својата црква и сам себе си се предаде за неа. Исто така и мажите да ги љубат своите жени како своите тела. Зашто кој ја љуби својата жена, се сака и самиот себе. Нема сомнение дека никој никогаш не го замразил своето тело, туку напротив, го негува и го храни како Христос својата црква. Затоа човекот ќе ги остави својот татко и својата мајка и ќе се присоедини кон својата жена, или во други преводи прилепи кон својата жена, и двајцата ќе станат едно тело. Кога мажот и жената ќе се усогласат да живеат и почнат да ги применуваат овие правила на однесување, тогаш нивниот брак е втемелен врз Библијата, само врз Библијата. Тоа не е веќе некоја формална институција, туку има божествен корен. Како што Христос е во единство со црквата, така и бракот е во совршено единство и е нераскинлив. Како може да се биде трајно во бракот? Клуч за долготраен брак. Апостол Павле запишал дека жената е врзана за мажот додека е жив. Така, омажената жена преку закон е врзана за мажот додека е тој жив, но ако мажот умре, слободна е од законот, што е сврзал со мажот. Тоа е запишано во Римјаните 7 глава 2 стих. Од тука можеме да заклучиме дека за да дојде до прекин на брачната врска,
mora prvo едниот да умре. Тоа е Божиот воспоставен устав и начело. Но денешнава ситуација не го одразува овој Божи став. Во современите општества насекаде, бракот често пати завршува со развод, така што воопшто не се применува тоа што го застапува Библијата и што е правило за сите народи. Но кога не се чита Библија, кога се отфрла, тогаш нормално е тоа. Затоа се поставува прашањето што треба да направат брачните другари, за да бидат угодни на Бог и да бидат среќни. Да биде траен бракот, сигурен, додека смртта не ги раздели. Прво и основно, најважна е послушноста спрема Бог. И двајцата, и мажот и жената, треба да бидат послушни на Божиот збор, на Библијата. Треба секој ден да се прилагодува на ова начело. Пророкот Амос запишал: можат ли двајца да одат ако не се усогласат? Тоа е запишено во Амос 3 глава 3 стих. За наново родените верници тоа значи дека бракот започнува со верата, а не со неверата. Затоа Павле вели: не влегувајте или не влечете со себе невернички јарем, што има заедничко светлината со темнината. Доколку се применува ова начело, ќе заштедите многу болки и страдања во животот и во самиот брак. Второ, за да биде бракот стабилен, мажот треба да биде послушен на Бог и да ја штити и сака својата жена, како што се сака самиот себе. А од друга страна, жената да биде послушна на мажот, како што на Господ му е послушна. Тоа е слика за Христос и за црквата. И бракот треба да биде во совршено единство, како што е соединет Христос од црквата. Кога Библијата нагласува дека тие се едно тело, тоа треба и така да се свати, а не како што денешното општество ги изгуби предвид сите овие вредности и начела. Да се стане едно тело не е соединување само во физичка смисла, дека се заедно, туку тоа подразбира и средба со умот, душата, волјата, за да се создаде една целина. Тоа е повеќе од обичаи, емоции, односно од обични емоции и привлечност и навлегува во подрачјето на духовното единство, кое може да се најде само кога двајца, мажот и жената се едно во Господ и целосно предадени на неговата волја. Ова единство не е втемелено веќе со јас и ти, туку со ние и наше. Тоа е тајната на долготрајноста на бракот, за да биде како што е запишено, додека смртта не раздели. За тој библиски идеал треба да се залагаат и двајцата, и мажот и жената. Зацврстувањето и заедништвото со Бог е зацврстување и на подрачјето на нивниот сооднос. Тоа е Божјата волја и Бог се прославува совршено преку таквиот брак. Бог нека ве благослови, почитувани слушатели. Амин.